Научниците од Нов Зеланд снимија необична гледка како октопот јава на грбот на ајкула. Станува збор за редок маорски октопот од длабоки води, кој од непознати причини завршил на површината на океанот каде наишол на мако ајкула. Во една неодамна објавена студија, научниците признаваат дека се уште немаат објаснување за тоа како дошло до оваа необична средба. Иако е познато дека овие два вида ретко се среќаваат поради нивните различни живеалишта, на снимката која неодамна беше објавена се гледа октопот кој буквално се шверцува на грбот на ајкула, гледка каква што досега не е видена. Два авиони од системот на француската акробатска група Patrouille du France се урнаа во текот на пробните летови и акробации, соопшти францускиот министер за одбрана Себастијан Лекорну на платформата X. Двајцата пилоти и патник успеале да се катапултираат и се пронајдени во свесна состојба. Две лица се превезени во локалната болница, додека на третото му даде помош војската. Државната посета на британскиот крал Чарлс и неговата сопруга Камила на Ватикан е одложена, откако лекарите го советувале папата Франциско дека му е потребен подолг период за одмор, соопшти денеска Бакингемската палата. Кралот Чарлс и кралицата Камила беа принудени да ја одложат посетата на Италија и Ватикан во април, вклучително и средбата со папата Франциско. Било планирано тие да присуствуваат и на екуменска служба во Систинската капела како дел од нивната посета. Застрашувачки момент е снимен во шума во словачкиот регион Жилина, каде еден човек бил принуден да се бори за живот откако бил нападнат од огромна мечка. Инцидентот се случил на 21 март, додека несреќниот човек го шетал своето куче, кога ѕверот се нафрлил кон него, пренесува Daily Mail. Словакот по име Питер почнал да крева врева, надевајќи се дека ќе ја исплаши опасната мечка, но залудно. Мечката му лскавично нападнала, а мажот побарал за солниште зад дрво.